Дневник на Канал Плюс телевизија кој ви ги представува актуелностите на денот. Започнуваме веднаш по кратката најава на делот содржините кои ќе го задржат вашето внимание. Иницијативата на ДУИ за отповикување на одлуката за распуштање на собранието ја потпишаа 26 пратеници од ДУИ и ДПА, вклучувајќи ги лидерите на двете партии Али Ахмети и Мендух Тачи. Градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски денес ги додели решенијата за легализација на бесправно изградени објекти и оствари средба со Франсуа Саламе, висока представничка на СЕКО за Југоисточна Европа. Во село Долни Балван интензивно се работи на реновирање на училишната зграда на подрачното основно училиште Страшо Пинџур. Финансиски средства за реконструкција на училиштето обезбеди општина Карбинци. Дневникот го започнуваме со прилог посветен на главните политички случувања со национално значење. Она што ќе остане забележано за денешниот ден е несумнено иницијативата на ДУИ за отповикување на одлуката за распуштање на собранието, која потпишаа 26 пратеници од ДУИ и ДПА, вклучувајќи ги лидерите на двете партии Али Ахмети и Мендух Тачи. Понатаму депортираните условени оставки на министрите и замениците министри на СДСМ од функциите во владата на Република Македонија и секако одложувањето на гласањето за резолуцијата за Македонија во Европскиот парламент, резултат на најновите случувања во државата. Барање за идна седница на собранието е она што следствено произлезе со иницијативата на пратеничката група на ДУИ за отповикување на одлуката за распуштање на собранието. Оваа одлука ја потпишаа 26 пратеници од ДУИ и ДПА, вклучувајќи ги лидерите на двете партии Али Ахмети и Мендух Тачи. Иницијативата доставена до спикерот на собранието Трајко Велјановски ќе резултира со дефиниран датум за свикување седница. Од пратеничката група на ДУИ вела дека иницијативата ќе биде во согласно со препораките на меѓународната заедница од пред 2 дена. За да биде повлечена одлуката за распуштање на собранието, треба да гласаат најмалку 62 пратеници. За пролонгирање на терминот од април е потребно именување на изборниот законник, бидејќи во преодните одредби е наведено дека предвремените избори ќе се одржат на 24 април. Во меѓувреме министрите и замениците министри на СДСМ депонираа условени оставки од функциите во владата на Република Македонија. Денеска министрите и дополнителните заменици министри на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија поднесуваме оставки на функциите во владата на Република Македонија. Доколку остане на сила одлуката за распуштање на собранието донесена на 18 јануари 2016 година, бараме оставките претходно да се констатираат. Во изјавата министерот за внатрешни работи Спасовски посочи дека согласно договорот од Пржино, владата во која што учествуваат се формирала за организирање фер и кредибилни избори, откако ќе се исполнат сите точки од овој одговор. Без прочистен избирачки список и без реформи за слободни медиуми, нема услови за регуларни кредибилни избори. СДСМ нема да ги алиментира неслободните и недемократски избори кои што ги најавува ВМРО ДПМНЕ. Стои во изјавата на Спасовски. Имено Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент денес го одложи гласањето за резолуцијата за Република Македонија, која според предлогот на известувачот Иво Вајгал треба да содржи 7 последователна препорака до Европскиот совет за отворање на преговорите на македонската држава со Европската унија. Како причина за ваквата одлука се наведува најновиот развој на политичките настани во Македонија, односно настаните во однос на очекуваните предвремени парламентарни избори во Македонија. Поради што следниот датум за гласање за македонската резолуција, Комитетот за надворешни работи го предвиде 29 овој месец. И покрај денешното пролонгирање на датумот за гласањето за резолуцијата, датумот за усвојување на истата на пленарна седница на Законодавниот дом на Европската унија останува според закажаното, а тоа е 9 март оваа година во Страсбур. Во продолжение се посветуваме на главните настани на истокот. Градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски денес ги додели решенијата за легализација на бесправно изградени објекти. Од 2011 година, кога беше донесен законот за легализација, општина Кочани прими 5988 барања за утврдување правен статус на бесправен објект. До денес решени се 3238, а одбиени се 42 барања.
Општина Кочани додели уште 33 решенија за легализација на бесправно изградени објекти. Станува збор за предмети кои се решени во последните 2 седмици. Градоначалникот Димитровски денеска им ги додели решенијата за легализација и рече дека процесот на легализација на бесправно изградените објекти во општината тече интензивно и Кочани спаѓа во една од подобрите општини во Македонија која што ги решава проблемите со бесправно изградените објекти. Ние заклучно со август месец 2011 година имавме добиено 5988 пријави за бесправно изградени објекти, од кои се решени преку 3200 или околу 54%. Само 42 пријави се решени негативно, односно немало услови да се легализираат, додека остатокот ќе бидат во постапка и затоа апелирам до нашите сограѓани да ги комплетираат документите пред се со изработка на елаборати, како би можеле нашите служби да ги решаваат поединечно секој предмет по предмет. И граѓаните го изразија своето задоволство и ја поддржаа иницијативата за легализација. Јас ги поднесов сите документи, така што започнаме она како што треба, геокарта изработи елаборат. Од собранието комисијата беше да снимат, да се увери во тоа. Ги проверија фактите, ги проверија податоците, видоа дека куќата не е бесправно изградена, но дека на време не била пријавена, така што благодарение на оваа иницијатива куќата е сега легализирана официјално. Има изградено негде околу 24 квадрата бесправна просторија и благодарение на прописо, на законо, сега е легализирано, уведено у катастарската книга. Од општината информираат дека тече дополнителниот рок за пријавување на бесправно изградените објекти и во последните 3 месеци се примени 581 барање за легализација, кои што ќе бидат разгледани, но подсетуваат дека рокот за пријавување е до 31 март 2016. Димитровски апелира граѓаните да не го чекаат последниот рок за пријавување, туку тоа да го сторат благовремено, како би можеле предметите да бидат ставени во процедура за легализација. Подоцна градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски оствари средба со Франсуаз Салме, висока представничка на СЕКО за Југоисточна Европа. На средбата се разговараше за еден од проектите што е особено важен и за Кочани за швајцарскиот секретаријат за економски прашања. Проектот за изградба на пречистителна станица за третман на отпадните води во Кочани, најголем во сите 19 земи, каде што СЕКО реализира проекти. Акцент на средбата беше ставен на подготовките што веќе се завршени, на почетокот на реализацијата, но и на одржливоста на проектот. Проектот за изградба на пречистителна станица за отпадни води се реализира со грант од 21 милион швајцарски франци од владата на Швајцарија и со близу 2 милиони евра од буџетот на Република Македонија. Партнери во реализирањето на проектот се општина Кочани и комуналното јавно предпријатие Водовод, за чии идни генерации ќе се обезбеди капитален објект за заштита на животната средина. Рокот за завршување на пречистителната станица е до декември 2018 година. Село Трстија е првото виничко село за кое Советот на општина Виница донесе општ акт како своевидна законска алтернатива за урбанистички план. Од 15 населени места само Јакимово е селото кој има урбанистички план. 120 жители на село Трстија ќе ги менуваат своите лични документи наместо да се водат на село Трсино како досега. Конечно со донесувањето на општ акт за селото, својата документација ќе можат да ја водат на име на село Трстија. Трстија е првото село во општина Виница за кое се донесува ваков документ, бидејќи за него досега немаше никаква урбанистичка документација. Со општиот акт, границата на опфат за наменски зони и сообраќајна поврзаност е 25,17 хектари, во кој е предвидена изградба на куќи за индивидуално домување, како и локации за производство, дистрибуција и сервиси. Со предлог одлуката за општ акт за село Трстија, која беше донесена на последната седница на Советот, се дефинирани сите постојни влезни и излезни правци во селото и неговата сообраќајна поврзаност со поширокото опкружување. Се дефинира пристапот до градбите и начинот на решавање на стационарниот сообраќај, кој треба да е во согласност со правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.
Меѓутоа, доколку не е обезбеден колски пристап до парцелата и ако инвеститорот не може сам да го обезбеди, не може да се утврдат и услови за градба. Утврдувањето на условите за градба на објектите во рамките на утврдените наменски зони во графичкиот приказ се врши според конкретните услови на лице место, одредбите на оваа одлука која донесе Советот, Законот за просторно и урбанистичко планирање и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот закон, велат од одделението за урбанизам во Виница. Инаку, од целата во Виничко кои се пребројуваат 15-тина, досега урбанистички план е донесен само за село Јакимово. Сите останати имат стари планови или општи акти кои веќе не важат. Согласно проектот на владата за куќи за млади брачни парови, општина Штип започна со изготвување на урбанистичка документација за изградба на 1000 куќи на неколку локации, кои за неколку месеци се очекува да бидат објавени за продажба. Од локалната самоуправа апелираат младите да не отпочнуваат изградба на куќи на несоодветно место за без градежно одобрение, бидејќи истите ќе бидат отстранети. За сите млади до 35 години, без оглед на брачниот статус, согласно проектот на владата за куќи за млади брачни парови, општина Штип на неколку локации изготвува урбанистичка документација за изградба на 1000 типски куќи. Со површина од 300 до 350 метри квадратни и цена од 1 евро за метар квадратен. Тоа значи дека една куќа во просек би чинела од 300 до 350 евра и за неколку месеци се очекува локациите да бидат објавени за продажба. Од тие причини локалната самоуправа апелира младите да не отпочнуваат изградба на куќи без соодветна документација и без градежно одобрение, бидејќи ризикуваат тие куќи да бидат отстранети, а одговорноста за тоа ќе ја сносат самите тие. Изработката на урбанистичките планови за 1000 куќи по цена од 1 евро за квадрат ќе им возможат на сите млади да добијат локација за куќа за ниска цена, а од друга страна сето тоа да биде легално преку соодветна законска постапка. Затоа од општината апелираат да не се граде на диво и без градежно одобрение, бидејќи наскоро општина Штип ќе излезе со локации за продажба на плацеви за куќи според владиниот проект, со што младите ќе добијат шанса за изградба на куќи на соодветно место и за ниска цена. Според програмата за зачувување на природата во Македонија, утре во Домот на културата во Пробиштип ќе се одржи јавна трибина посветена на значењето на Лесновскиот кратер. Своје обраќање ќе имаат Васил Анастасовски, представник на Друштвото за заштита на природата на Македонија, представник на програма за зачувување на природата во Македонија и општина Пробиштип. Присутните ќе бидат запознаени со постигнатите резултати на проектот, а ќе се одржи едукативно предавање за геовредностите на Лесновскиот кратер и можностите за нивна валоризација. Во село Долни Балван интензивно се работи на реновирање на училишната зграда на подрачното основно училиште Страшо Пинџур. Финансиски средства за реконструкција на училиштето обезбеди општина Карбинци. Покрај уредувањето на влезот на село Карбинци, ова е втор приоритетен проект на кој во овој момент се работи. Интензивно се работи на реконструкција на подрачното основно училиште Страшо Пинџур во село Долни Балван, општина Карбинци. Ова е прв пат да се реновира ова училишна зграда, која е стара повеќе од 60 години. Градежните работи околу санирањето на влагата се во завршна фаза, при што ќе се пристапи на уредување на школскиот двор. Во ова подрачно училиште настава посетуваат 9 ученици до 5 одделение. Започната е санација на влагата на целото училиште и ќе има уредување на школскиот двор и оградување на школскиот двор. Тие средства се обезбедени од буџетот на школото, односно на општина Карбинци. Покрај подрачната зграда во Долни Балван ќе се реновира и централната училишна зграда на Страшо Пинџур во село Карбинци, каде учат 220 ученици. Ќе биде извршена замена на кровната конструкција која со азбестни табли и ќе се реновираат санитарните чворови. Ова интервенција ќе биде направена по нецела деценија, кога старите дрвени прозори беа заменети со нови ПВЦ. Стариот кров кој се табли азбесни, а ние знаеме дека азбестот веќе произведува канцерогени клетки. Имаме комплетна замена на оваа стара кровна конструкција со нова метална кровна конструкција или кровен покривач, и тоа на целата квадратура на училиштето. Покрај промената на кровната конструкција на училишната зграда, овде имаме комплетна промена на санитарните јазли, комплетна реконструкција на собликувалните, на машките и на женските во спортската сала.
Во овој момент во општина Карбинци се работи на уредување на влезот на село Карбинци, еден од трите капитални проекти. Исто така во тек се активности за подготовка на асфалтирање на патните правци од село Долни Балван до село Долно Трогерци и од село Радање до село Козјак. Асфалтирањето на споменатите делници ќе започне со подобрувањето на временските услови. Во Македонска Каменица денес официјално беше поставен камен темелникот на куќата на спортот. Станува збор за проект вреден 16 милиони денари, кој се гради со средства од буџетот на општина Македонска Каменица. По изградбата во иднина во објектот ќе може да се реализираат настани од повеќе спортски дисциплини. Ајде, нека е заедно зубово, Ерлија. Во општина Македонска Каменица денес беше ставен камен темелникот на современиот дом за спортот наречен Куќа на спортот, објект кој ќе чини околу 16 милиони денари со средства кои се обезбедени од буџетот на општина Македонска Каменица. Овој објект ќе биде повеќе наменски, да кажеме, заради тоа што покрај сооблекувалните кои што ќе ги имаме за фудбалскиот клуб Каменица Саса, ќе имаме еден простор кој што ќе биде за сите граѓани на општината и практично потребите на сите спортски работници и на сите љубители на спортот ќе бидат задоволени со еден објект кој што ќе биде повеќе наменски за овие, да кажеме, членови на спортски клубови. Драго ми е што присуствуваме денес на еден ваков чин, каде што ќе се изгради една куќа на спортот, што ќе значи развивање на спортот, одржување на спортското здравје на младите. За младите спортисти ова ќе значи добивање на свое собствено спортско катче. Ние младите и активни спортисти најдобро знаеме дека спортот е дисциплина во која 1% е талент, а 99% е работа. Затоа создавањето на услови за работа на спортските друштва и спортистите е предуслов за развој на успешен спорт и успешни спортисти. Досега на овој терен беа изиграни многу фудбалски надпревари, кои дојдоа многу фудбалски екипи, а немањето на соодветни услови, пресоликувални и административни простори секогаш представуваше голем проблем за нашиот фудбалски клуб Каменица Саса. Верувам дека со изградбата на овој објект овој проблем ќе биде надминат. За председателот на Источнопланскиот регион, а воедно и градоначалник на општина Кочани, реализацијата на овој проект во голема мера значи и реализација на идеите на младите. Еве се прифаќаат идеите на младите да се возобнови она традиционално пред се во спортот, пред се фудбалот, а очекувам дека и другите спортови овде во Македонска Каменица, односно во оваа куќа на спортот, ќе си го најдат своето место. Инаку фирма изведувач на градежните работи на куќата на спортот, која ќе биде со внатрешна површина од 500 метри квадратни, е Евростил градба од Македонска Каменица. Финалната реализација на проектот се очекува кон крајот на месец октомври годинава. Денес во Делчево се реализира отворени денови со Агенцијата за вработување на Република Македонија. Невработените лица беа запознати со новите мерки за вработување. Во Центарот за вработување во Делчево денес се одржаа отворени денови на кои граѓаните, поточно невработените лица, можеа да се информираат за новите мерки за самовработување. Низата владини мерки се добре дојдени за невработените, но и за работодавачите во Делчево. Постои голем интерес од двете страни, бидејќи се нудат голем број на поволности при отварање фирма, плаќање на придонеси и одобрување на грантови. Денес имавме отворени денови во Агенцијата за вработување во Центарот за вработување Делчево. Тоа од неодамна почна како проект Се бориме за секое работно место. Денес остваривме средба со повеќе категории на невработени лица во нашиот работен клуб, каде што ги презентиравме нашите активни мерки и политики за вработување, кои се сместени во оперативниот план на владата на Република Македонија за 2016 година. Исто така остваривме средба со работодавачите од нашата општина, со кои исто така поразговаравме, бидејќи и тие се дел од нив се корисници на нашите активни мерки и политики за вработување, дел од нив ги мотивираме да бидат корисници на тие мерки. Посебен интерес за невработените лица во оперативниот план за 2016 година е програмата Македонија вработува. Исто така на средбата продискутиравме и за
измените во законот за ослободување од плаќање на придонеси, кој во повеќе категории и во изминатиот период се покажа како доста успешен проект, така наречен Македонија вработува. Една од главните цели на отворените денови покрај информирањето за оперативниот план е и да се потсетат невработените лица како активни баратели на работа, дека мора да се јавуваат на сите обуки кои ги организира Агенцијата за вработување. Тројца студенти од медицинскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев добија стипендија согласно проектот од фондацијата ДААД од молекули до функционални материјали. Проектот е активен веќе 11 години и еден од најдолго финансираните проекти на фондацијата со буџет над €1.000.000. Угада Штип е учесник од 2011 година, а досега во рамките на овој проект 50 на студенти од факултетот за медицински науки и од земјоделскиот факултет добија различен тип стипендии. Во рамките на проектот ДАТО од Германија, кој е и партнерски универзитет со Штипскиот Гоце Делчев, успешно е реализиран уште еден проект. Оваа година им беа доделени стипендии на тројца студенти од Факултетот за медицински науки, кои предложиле своји проекти на распишаните ригорозни конкурси. Нашиот универзитет е член во оваа мрежа од 2011 година, ова е веќе 6-та година како сме активни членови, и во рамките на овој проект, кој што има фонд од повеќе од €1.000.000, предвидени се и стипендии за студентите на сите универзитети. Досега на нашиот универзитет оваа можност ја искористиле 50 на студенти вработени, кои што добиле стипендии од оваа германска фондација. Освен тоа, со учеството во проектот, Универзитетот Гоце Делчев Штип доби вредна опрема за научно-истражувачка работа. Во рамки на проектот, секоја година се организираат голем број работилници и завршен годишен научен конгрес. Минатата година на годишната конференција на фондацијата ДАТ, овој проект беше награден како најуспешен за вмрежување на универзитетите во Европа, а досега во соработка со истата фондација се реализирани и други проекти. Досега има реализирано неколку проекти што се уште се во тек од страна на студентите. Најчесто е дизајнирање на нови лекови, испитување на својствата на антиоксиданти, синтетизирање на нови витамини, тоа е проект што започна во 2013 година, и синтетизирање на наночестички што се приминуваат во како носачи за лекови во фармацијата. Освен стипендиите за овие студенти на Факултетот за медицински науки, придонес во проектот и бенефит од него има и дел од стручниот кадар на овој факултет. Комуникацијски вештини, тимска работа и групна работа се темите на работилницата која во текот на утрешниот ден ќе се одржи во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев во организација на Славјанскиот универзитет државин. Работилницата ќе води Саман Фара Ахмед, предавач од Лондон, Обединетото кралство. Истите теми ќе бидат презентирани во Штип, Свети Николе, Проби Штип и Битола. Настанот ќе биде со цел за помладата генерација, односно за средношколци и студенти, но се добре дојдени и сите оние кои сакаат да научат нешто плюс од оваа област. Американското министерство за одбрана изрази увереност дека американското бомбардирање врз камп за обука на исламската држава минатата недела во Либија веројатно спречило напад на ИД во соседен Тунис. Неколку десетици екстремисти, меѓу кои државјанинот на Тунис Нуредин Шушан, се убиени во воздушниот напад извршен во петокот во близина на Сабрата, западно од Триполи. Тинејџерка беше уапсена во Австралија под сомнение дека подготвувала терористички напад. Полицијата во Нов Јужен Велс ја приведе 18-годишната жителка на Сиднеј, Ало Бриджит Намоа, и против неа ќе биде подигнато обвинение за подготовка на напад. Викилис објави материјали со докази дека Агенцијата за национална безбедност на САД прислушувала разговори на генералниот секретар на Обединетите нации, германскиот канцелар и на други светски лидери. На порталот е објавен список со документи, дел од нив со назнака строго доверливо. Според Викилис, агенцијата прислушувала разговори меѓу Бан и Меркел посветени на промените на климата, дискусии на израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху и на поранешниот италијански премиер Силвио Берлускони.
Со надпреварите во мал фудбал помеѓу институции и правни субјекти од општина Берово и Пехчево започнаа четвртите поред спортски игри. Во првото коло од овој традиционален турнир кој пред неколку години го воведе градоначалникот на општина Берово, се одигра одлични 5 надпревари помеѓу 10 екипи. Турнирот се игра по бот систем, а за најдобрите 3 екипи се обезбедени парични награди и пехари од покровителот, додека награди и дипломи се доделуваат и за најдобар играч на турнирот, најдобар голгетер, најдобар голман и ветеран на игрите. Оценивме дека еве добро е за самите нив да организираме, да ги натераме и самите млади да се активираат, да не бидат пасивни, да бидат активни во спортувањето и така ги организираме. Тоа се претежно млади луѓе кои работат во правните субјекти, тоа се екипи кои се формирани од страна на правни субјекти, дали тие се во државна собственост или приватни, сепак интересот е голем и се ствара еден спортски дух во градот, се зборува за сите тие фудбалски надпреварувања, него и посетеноста е огромна, секогаш трибините се исполнети до последното место. Најубедливата победа во првото коло ја обезбеди тимот на Малешево, кој со 9-0 го собора тимот на такси возачи општина Берово. Полициската станица од Берово со 2:0 славеше над тимот на Арама Гарнизон од Штип. Бензински пумпи со 3-2 го совладаа предпријатието Услуга од Берово. 2:1 славеа угостителските работници од Берово против тимот на Сдружение на приватни фирми. Во последниот натпревар тимот на Жито Малеш со 4-1 ја совлада екипата на гранична полиција. Во првото коло одмораше тимот на Фагус од Пехчево. Второто коло се игра во четврток со почеток во 18 часот. По спортските вести ми преостанува да ви се заблагодарам на вниманието и да ви посакам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.